Оризородните полиња во Кочанската котлина никогаш не ги карактеризирало поголемо жолто-зелено шаренило од овогодишното. Разликите во вегетацијата на културата се толку големи, што додека во една површина зрното е пожолтено, а класот паднато тежина, кај друга тоа има темно-зелена боја со вертикално исправена метличка. Сега тоа ново семе, турско семе го викат, по здрее, пожаделе, още 10-15 дена ќе се жне, а во Андрејата што го имаме, тоа е изродено и мора да се мене тоа семе, нели? Овам водна заедница тражат сега, а водари нема, јазове не чисти, а ние мора да плаќаме водна заедница и така, мака мачеме. Постојат неколку причини за евидентните разлики во процесот на вегетацијата на културата. Првата е времето на сеидбата, што значи дека некои земјоделци навреме ја извршиле, а други задоцниле. Втората е користењето на водите за наводнување и нивната температура, бидејќи студената вода ја забавувала вегетацијата. Трет фактор се сортите кои се сеат затоа што едни се со покус, а други со подолг вегетативен процес. Има земјоделци кои несоодветно го употребиле ѓубривото, па и тоа може да биде причина за подолга вегетација. Ова година имавме проблеми со средствата со кои ги прскавме оризите. Имаше поголем број на средства, него луѓето у прекомерна доза ги користеа, некои луѓе користат у прекомерна доза, ги имат оштетено малку оризите. Други луѓе па кои помалку користат, па останува плевелите, остануваат. Земјоделските стручњаци велат дека е доцна да се преземе било што во тој правец, па затоа на производителите како единствена надеж им останува октомври да биде надпросечно сончев и топол, за да им даде на зелените површини да созреат. Но кога е во прашање земјоделието, како фабрика на отворено, ризикот секогаш е присутен.